Во Романија дојде до големи демонстрации против владиниот декрет за декриминализирање на некои коруптивни престапи. Најмалку 250.000 луѓе излегоа на улиците во повеќе градови од што половината во Букурешт. Таму протестот заврши со судири меѓу силите на редот и неколку групи демонстранти пред седиштето на владата. Новата социјалдемократска влада на Романија се соочи со најмасовни демонстрации од соборувањето на социјалистичкиот поредок во 1989 година. Николае Станчу, кој протестираше во Букурешт, вели: Am venit să ne protejăm țara de infractori. Au atentat la statul de drept al României și trebuie să ne protejăm drepturile și interesele, nu interesele lor obscure. Декретот на владата да ги ублажи прописите за сузбивање на корупцијата се смета за најголемо уназадување на реформите откако земјата влезе во Европската унија во 2007 година. Меѓу другото, со него се декриминализираат повеќе дела и злоупотреби на власта, а некои од нив може да се казнуваат со затвор само ако е причината штета над 48.000 евра. Тоа посебно треба да му овозможи на шефот на Социјалдемократската партија Ливију Драгнера да го избегне судењето поради фиктивни сделки што започна пред 2 дена. Драгнера сакаше да биде премиер, но мораше да поднесе оставка поради казната од 2 години затвор условно поради изборна измама. Владата исто така му достави на парламентот предлог врз основа на кој од издржувањето казна би биле ослободени 2.500 затвореници, осудени на 5 години затвор, од што најмногу корист би имале некои осудени политичари. Романските социјалдемократи се вратија на власт во декември лани, односно 1 година откако беа натерани да ја напуштат со демонстрациите поради пожарот во еден ноќен клуб во кој имаше жртви. Надлежните антикорупцијски власти сега вршат истрага за околу 2000 случаи на злоупотреба на власт. 6 западни земји, меѓу нив Германија и Соединетите држави, издадоа ретко заедничко соопштение со кое изразуваат длабока загриженост поради спорниот декрет, со кој, како што се наведува, се подкопува напредокот на Романија во борбата против корупцијата. Голема загриженост изрази и Европската комисија. Владата пак оцени дека во незините одлуки немало ништо тајно, нелегално или неморално.